Драги ученици, добре дојдовте на часот по општество за прво оделение. Како вовед во денешната содржина, ви предлагам да ги погледнеме следниве слики. Што гледаме на сликата? На сликата имаме представено обележена крстосница со пешачки премин. Во ред, ајде да ја видиме следната слика. Каде се движат пешаците на улицата? Пешаците на улицата се движат по тротоар и преку пешачки премин. Денешната содржина на часот по општество е од темата сообраќај, тротоар и пешачки премин. Ке стане збор за нашето однесување во сообраќајот и почитување на сообраќајните правила. Ние секојдневно сме учесници во сообраќајот. Не има секакви. Совесни и несовесни. Дисциплинирани и недисциплинирани учесници во сообраќајот. Најчесто недисциплинираните учесници можат да предизвикаат сообраќајни несреќи и штети. А како можат пешаците да предизвикаат незгоди во сообраќајот? Сте се запрашале повеќе пати и имате искуства. Тоа е едноставно. Тротоарот е дел од улицата по кој се движат пешаците. За пешаците на улицата постојат пешачки премини. Тие се обоени со бели пруги, наречени зебри. Но и на пешачкиот премин треба добро да внимаваме. А знаете ли од кого? Од несовесните учесници кои не ги почитуваат сообраќајните правила. Затоа погледнете добро, лево и десно. Откако ќе се уверите дека сте безбедни, слободно преминете ја улицата. Таму каде што има семафор, се знае. Преминуваме само на зелено светло. Еве една презентација со која ќе ви биде сликовито представено тротоар, пешачки премин и однесувањето на учесниците во сообраќајот. Делот од улицата по кој се движаат пешаците е тротоар. Ако нема тротоар, движи се по левиот рап на улицата, за да можеш да ги забележиш возилата кои ти доаѓаат во пресрет. Ако сте двајца или повеќе, движете се еден за друг. Кога преминуваш улица, застани, погледни и наслушни, премини. Одбери безбедно место. Ако има паркирани возила, дојди до надворешната страна на возилото од каде ќе имаш поголема прегледност. Застани, погледни и наслушни и дури тогаш премини. Кога преминуваш улица, не претрчувај. Гледај и слушај додека преминуваш. Како се преминува улица на пешачки премин? Зарем би можеле да ја преминеме улицата каде сакаме? Премини ја улицата
на место каде што има одбележан пешачки премин. Пред да почнеш да ја преминуваш улицата, почекај возилата да запрат. Додека ја преминуваш улицата на пешачки премин, гледај и слушај. Како се преминува улицата кога има семафор? Внимавај на зеленото и црвеното човече на семафорот. Кога зеленото човече ќе светне, а возилата ќе запрат, тогаш премини ја улицата. Не претрчувај. Кога излегуваш од автобус. Кога ќе слезеш од автобусот и треба да преминеш на другата страна на улицата. Причекај автобусот да замине. Дури потоа премини ја улицата, внимателно гледајќи и слушајќи. Ајде сега да повториме. Што научивме денес? Делови на улицата се тротоарот и пешачки премин по кој се движат пешаците. Погоди ја гатанката. Иако сум цел од ребра, јас дечиња не сум зебра, туку премин што ви нуди безбедност и кога студи. Што е тоа? Пешачки премин. Внимателно погледајте ги сликите и одговорете на прашањата кои се до нив. Дали девојчето се наоѓа на правилно место за да ја премине улицата? Не. Девојчето не се наоѓа на правилно место за да ја премине улицата. Таму нема обележан пешачки премин. Дали децата правилно ја преминуваат улицата? Да, децата правилно ја преминуваат улицата. Се движат преку пешачкиот премин. Ви благодарам.